а сега да го пречекаме веќе првиот гостин во нашата емисија и неговата домаќинка Сузана, а гостинот е деканот на Земјоделскиот факултет, така ние се го нарекуваме Земјоделски факултет, официјално е факултет за земјоделски науки и храна. Добро утро за доктор Миле Марковски. Добро утро. Добро ви утро, добро ни дојде. Добро утро, Суза. Добро утро, Искра. Ке те оставам да се зборуваш со твојот гостин, со нашиот ценет, почитуван гостин. Само да ја најавам темата, затоа што ми се види многу интересно, а тоа е дигитално земјоделство. Вака, на прв поглед звучи како оксиморон, како спротивставено, ама можеби се уште ни е многу ново, па треба да ја совладаме таа материја. Прво ќе започнат да ја совладуваат вашите студенти. Сузе, повели. Благодарам, Искра. Добро утро официјално и за нашиот гостин, како што ве најави, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, доктор Миле Марковски. Во тек се вторите уписи, така вториот уписен рок, и верувам дека интересот е голем. Точно, првиот уписен рок заврши нашиот факултет, вториот уписен рок е денеска, 17 и 18 9 и третиот уписен рок е на 26 и 9 септември. Крајот на месецот. Да, крајот на месецот, тоа е третиот уписен рок. На ниво на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, вклучувајќи ги ние како единица на самиот универзитет, Факултетот за земјоделски науки и храна, денеска и утре ги отвора вратите за сите средношколци кои што сакаат да се запишат на нашиот факултет, на сите студиски програми. Денеска е денот и утре е денот кога можат да дојдат на факултет, да се пријават преку ајно системот, онлайн или со физичко присуство на самиот факултет, да ги понесат документите и да се запишат на нашиот факултет и да одберат една од студиските програми кои што ги нуди нашиот факултет. Значи не е потребно и онлайн и физички да достават туку или едната или другата опција. Сега зборуваме за дигитализација. Така да ги поедноставуваме нештата. Самиот почеток дека ги поедноставуваме нештата, самиот универзитет Свети Кирил и Методи длабоко навлегува во процесот на дигитализација. Одлично. И затоа ние сакаме дека нашиот тајно систем кој што го воведе универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е достапен за сите средношколци и за студентите кои што се запишени на факултетот. Да, ги гледаме делот. Да можат да се запишат на нашиот факултет и онлайн да ги поднесат документите, така што сега сите наши студенти можат сите оние потребни документи кои што ги има како потреба како студенти да ги апдейтуваат, да ги земаат и да ги користат онлайн со онлайн апликација, поднесуваат документи, а понатаму со физичко присуство само да ги достават самите документи. Јас се надевам дека универзитетот тој целиот процес, вклучувајќи и нашиот факултет, ќе го дигитализира. При самиот упис на студентите едноставно тоа да биде сето дигитално. Одлично. Каков е интересот досега? Каков беше одзивот на првиот уписен рок? Со оглед на состојбата на бројот на средношколци кои што ги имаме во државата, општо како држава, бројот на запишени студенти, јас можам да кажам дека ова година за прв пат на нашиот факултет има мала нагорна линија. Во однос на првиот уписен рок, запишавме 52 студента во првиот уписен рок. Се надеваме дека во вториот уписен рок ќе постигнеме и уште поголема бројка на студенти кои што се веќе ми онлайн пријавени, така да вториот и третиот бројот на студенти ќе биде уште поголем, бројка која што со тенденција на раст на нашиот факултет, која што сепак е успех како управа и како колектив сите вработени што успеавме до оваа година малцем таа крива која што имавме исправена ни со мал пат да почнеме таа крива да иде во нагорна линија. Одлично. На какви се програми можат да студираат и кој е изборот кој што можеме да им го понудиме? Факултетот за земјоделски науки и храна во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е чинител на самиот универзитет затоа што е основоположник на самиот универзитет, основоположник и на високото образование во државата. Колку години? Оваа година факултетот слави 77 години. 70. Можеме да кажеме дека нашиот факултет заедно со филозофскиот факултет и природно-математичкиот факултет се основоположници на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, така што бројка. Овие три факултети имаат повеќе голема старост со самиот универзитет кој што оваа година славеше јубилеј 75 години. Така што сакам да кажам дека факултетот како основоположник на високото образование во државата, вклучувајќи го универзитетот, нуди студиски програми кои што се акредитирани, студиски програми кои што се препознаени од стопанството и од
другите државни органи во државата, но исто така тие студиски програми се поддржани и се препознаени надвор границите на нашата држава, така што едноставно ние не зборуваме овдека за нашиот факултет дали акредитиран или препознаат. 77 години стојат за нас, за професори, колеги, студенти кои што дипломирале, кои што работат и едноставно препознатливоста е потврдена со самото постоење на нашиот факултет. На нашиот факултет има студиски програми кои што се основоположници на самиот факултет, тоа е поледелската насока, лозарово-штарската насока, енологија или винарство, агроекологија, агроекономика, квалитет и безбедност на храна, преработка на земјоделски производи, потоа хортикултура, граинарство и цвеќарство и новата студиска програма дигитално земјоделство. И нормално студиската програма заштита на растенија фитомедицина, тоа се студиски програми кои што се нудат на средношколците, нивните бруцоши кои што може да ја одберат една од овие студиски програми, која е и студиска програма да ја одберат, на крај добиваат 240 ТКТС кредити и добиваат статус на дипломирани земјоделски инженери во насоката во која што самите тие дипломирале. Така што едноставно нашиот факултет нуди можности на сите средношколци да се запишат на нашиот факултет и да ги остварат тие 240 кредити кои што се потребни за понатамошни вработување, напредување и слично. Так, која е најатрактивна сега можеби програма? Ја можам да кажам дека сите студиски програми се подеднакво атрактивни кај средношколците. Оваа година за прв пат се појави насоката дигитално земјоделство, новата новина студиска програма на нашиот факултет. Тоа е студиска програма која што е компилација на 3 факултети, 3 единици кои што учествуваат од Универзитетот Свети Кирил Методист од Скопје. Тоа е Машинскиот факултет, ФИНК и ФЕЙТ, а носител е Факултетот за земјоделски науки и храна. 60% од наставата се генерички предмети од нашиот факултет, 40% се предмети кои што се побарани и се добијани од овие 3 единици науки, така да тоа е сублимат на една студиска програма која што треба да биде препознаена кај идните средношколци, кај идните работодавачи, дека процесот на дигитализација во агросекторот и во прехранбениот сектор е длабоко навлезен. Ние, слушајќи ја потребата од стопанството, она кој што го бара стопанството и приватниот и сектор, и агросекторот, ние со овие 3 факултети дојдовме до идеја и таа идеја ја реализиравме со претходната управа е почната, реализирана со оваа управа да се дигитализира тој процес на земјоделско производство со нова студиска програма која што е препознаена кај нас, тоа е дипломиран земјоделски инженер насока дигитално земјоделство. Одлично. Претпоставувам дека и покрај тоа што сите 77 години се разбира не било возможно да бидете присутен таму со оглед на тоа што и ги немате тие години, но сигурна сум дека како декан на една ваква институција сте имале можност да направите една хронологија наназад и да воочите кои биле најдобрите години можеби на вашиот факултет и која била најголемата бројка на интересенти кои што го одбрале како идна професија Факултетот за земјоделски науки и храна? Интересно прашање, затоа што позицијата декан на Факултетот за земјоделски науки и храна навистина обременува во позитивна смисла на зборот, затоа што за нас тоа е 77 години. Јас на своите причини сум 77 годишна одговорност на сите вработени, не само на деканите, деканската управа, него на сите вработени на Факултетот за земјоделски науки и храна, почнувајќи од чуварската служба до редовните професори. Значи сите се колектив на нашиот факултет. Така што таа обременетост во позитивна смисла на зборот бара и поголема одговорност и поголема посветеност на самиот факултет. Кои години биле најдобри? Најдобри биле годините кога се основал факултетот. Тоа е далечната 47 година, каде што со голем ентузијазам, без многу ресурси, без пристап на компјутерски технологии, без друг пристап на иновативни алатки кои што тогаш не постоеле, без интернет, без паметна технологија, без машини без за куцање така натаму, со точаци иделе колегите на факултет или пешки или со јавен превоз, со голем ентузијазам е основан нашиот факултет заедно со земјоделско-шумарскиот факултет тогаш и почнува зародишот на нашиот факултет. Дори фиксна телефонија немало. Немало ни фиксна телефонија, имало телеграфи, претпоставувам. Да. Така што тоа е период кога почнува факултетот да се формира, да се добива своја зграда, да се екипира со наставно-научен кадар, ентузијазмот на највисоко ниво, тоа се впечатоци кои што се пренесени од академикот Ѓорѓи Филиповски, кој што е исто така коосновач, основоположник и на катедратот кај што доаѓам јас педологија и агрохемија. Така што тој е основоположник на самиот факултет, бидејќи во самиот почеток учествувал со својата активност да го
создаде самиот факултет, имал среќа да биде и да го создава далечната 63-та после земјотресот да биде ректор, исто така да има поголема одговорност на ниво на универзитет, потоа во академијата и така натаму. Тоа се првите години основање на самиот факултет, кога почнува зародишот на појава на тогашниот земјоделско-шумарски факултет. Понатаму секое време, како и да секое време, си носела своја предности, своји можности. Нормално во тие години, после распадот на заедничката држава, или пред распадот на заедничката држава, на нашиот факултет студирале студенти од Јужна Србија, од Црна Гора, од Косово, кои што студирале нашиот факултет, затоа и толкава зграда. Тој факултет е правен за еден поширок обем на пространство кај што прима студенти од Јужна Србија, од Црна Гора имало студенти од Грција со тогашните размени за Сојузот на неврзани. Така што тој период бил исто така интересен, тоа се овие се спомени кои што се пренесуваме по возрастните професори кои што се пензионирани и како што кажав, секоја мандат на декан си има своји предизвици, своји одговорности и своји тежини и своји предности. Сепак јас кога студирав, сега можам да кажам, како студент, само на поледелската насока која што ние се запишавме, бевме некаде околу 70-80 студенти, кој што беше само една насока, кај што запишувавме по 700-800 студенти на нашиот факултет, кога имаше и приеме на тогашниот земјоделски факултет, сега поново факултет за земјоделски науки и храна. Значи тоа е време кога бројот на студенти на секаде, знаете, вие имаше буквално употребен збор тепачка да се запишеш на медицински факултет, на економски факултет, имаше државни квоти, приватни квоти. Тогаш се изразува и во марки, по 2000 марки во државна квота, или тоа беа и 2000 евра, така да тоа времена беа кога имаше голем наплив на студенти, затоа што тогаш и како држава Македонија беше затворена, требаше визи за патување. Сега со од оваа дистанца, со таа отвореност на нашата држава, голем број наши средношколци своето образование го продолжуваат, за жал, надвор од или не го продолжуваат, заминуваат да работат надвор границите на нашата држава, барајќи подобри услови за студирање. Јас се надевам дека универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со менаџментот кој што го има ќе смогни сили и смогнува сили да тие студенти што е можно поголем број останат во нашата држава, а тоа ќе го направиме ако создадеме соодветни услови за тие студенти. Кај нас, знаете, студирањето е 200 евра од државна квота, 400 евра е во со кофинансирање или во вондрени студенти, така што предноста е што сте дома и ги користите условите од домашните услови за студирање и она кое што го нуди Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Бројката на студенти и тенденцијата на ниво на универзитет, претпоставувам, и на нашиот факултет е таа бројка да се зголемува, но не со цел таа бројка да се зголемува за разлика на квалитетот. Пред се Факултетот за земјоделски науки и храна, универзитетот нуди квалитет во однос на сите други универзитети од државата. Најголемото и најискусното образование и најдоброто пренесување на знаење може да го добијат од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од сите единици на факултет, вклучувајќи и нашиот факултет, така што изборот на средношколците без двумење треба да биде уким и било која единица на факултетот на единица на самиот универзитет. Јас сега нормално доаѓам од Факултетот за земјоделски науки и храна, би посакал сите да дојдат кај нас, но кај да одберат на уким, јас мислам дека нема да сгрешат. Так. Има ли доволно смеровина во средните училишта на ниво на нашата земја, особено во главниот град, каде што може известна подготовка и да се направи за да можат тие следствено да си го одберат вашиот факултет? Јас сосема случајно оваа година, со оглед на тоа што мојата ќерка правеше избор за во средно училиште, па видов дека единствено во една од скопските гимназии поатрактивна имаше некој смер кој што некако би бил логичен за да после тоа се продолжи на Факултетот за земјоделски науки. Има ли доволно опфатен или е вашата програма или сето она кое што се учи на Факултетот за земјоделски науки во средните училишта како подготовка? Одлично прашање. На ниво на град Скопје и на ниво на држава Македонија имаме повеќе земјоделски школи кои што тие фактички студенти кои што се школуваат во средното образование од тие земјоделско-прехранбени школи и ветеринарни школи, најголем реципиент е Факултетот за земјоделски науки и храна. Имате средно земјоделска школа во Тетово, во Прилеп, во Скопје, во Струмица, во Валандово, во Битола. Како школи, средни школи. Во некои од гимназиите, пример во Ресен, имате во гимназијата паралелка земјоделска школа. Исто така, наш реципиент е и хемиските школи, значи средно хемиско. Тенденцијата на запишување на ученици во средно насочено образование оваа година самите анализи покажаа дека е зголемено. Скоро 60%
од средношколците го одбираат стручното насочено образование во средно образование, Добар податок. што е за поддршка, затоа што сега влезе таму и дуалното образование, каде што приватниот сектор, големите компании вложуваат во средното образование. Едноставно големите компании, нема да ги спомнуваме, од фармацевската индустрија, прехранбената индустрија, барајќи кадар, видоа дека единствен кадар за да ги мотивираат и да ги привлечат тие идни работници кај нив е да вложуваат во дуалното образование и од старт да ги едноставно привлекуваат тие ученици, одма после завршувањето на средното образование да се вклучат во нивните фирми или во нивните компании. Така што главен реципиент на тие ученици е Факултетот за земјоделски науки, зборувам хемиските и земјоделските ветеринарните, затоа што имаме насока анимална биотехнологија. Исто така, Факултетот за земјоделски науки и храна ги прима и студентите од другите средни школи, зборувам медицинско средно школо, гимназиите нормално, така што ова година и секоја година нашиот факултет имаме на голема шароноликост на средношколци кои што идат од сите средни школи. Дали се тоа гимназии, средни насочени образование, така што едноставно ги примаме сите студенти кои што сакаат да се запишат на нашиот факултет. Одлично, имаме уште некоја минутка време да споделиме и некоја успешна приказна. Јас имав прилика овие денови додека се подготвував за нашата средба да прочитам нешто, да прегледам нешто на вашата страна на социјалните мрежи, конкретно на Facebook, каде што на вистина континуирано споделувате успешни приказни на ваши поранешни студенти кои се реализирале себе си стартувале некаков собствен бизнис, се пронашле во нешто и тоа е приказна самоодржлива која што е на вистина за голем поздрав, бидејќи како што рековме, за жал не успеавме многу да прокоментираме нас едно чудо, обработлива површина ни седи необработена заради тоа што младите сакаат по некој пократок пат да се стекнат до диплома или можеби до добра плата, солидна плата, не размислувајќи што се можат да направат доколку се фокусираат на ваквото насочено некакво конкретно стручно училиште. Ајде да споделиме некаква успешна приказка. Факултетот за земјоделски науки и храна има на својата Facebook страна, на Instagram страна, на самата веб страна споделена информација за алумни. Така што на алумни страницата може да се видат и се логираат студенти кои што се дипломирани на нашиот факултет, значи дипломирани земјоделски инженери кои што идат од нашата единица, си ги оставаат своите информации, кога дипломирале, име, презиме, мейл адреса, телефон за контакт и фирмата во која што работат. Ние дојдовме до идеја за некои успешни приказни кои што ги имаме од нашиот факултет, кои што се реализирали во дејноста кој што обавуваат, дали е тоа винскиот сектор, дали е тоа земјоделски аптеки, дали е тоа прехранбениот сектор. Имаме плејада, мноштво, тоа е огромен број на студенти кои што се покажани и докажани не само во Македонија, него и надвор од Македонија. Ние имаме студенти кои што, еве само една информација, имаме студент кој што работи во Japan Tobacco. Тоа е втора, можам да кажам, поголемина фирма во светот, после Филип Морис или British American Tobacco, на тоа ниво, кој што е македонец, кој што е дипломиран на нашиот факултет, кој што работи таму. Тоа е негде и високо етаблиран во таа компанија, што е за нас исто така голема статисфакција како факултет, затоа што нашиот факултет тој дипломирал и се покажал надвор границите на Македонија. Тоа е само еден пример кој што ја сега во текот на работењето, затоа што фирмите кои што се од странство бараат потврда за тие студенти дали се дипломирани кај нас, праќаат документација за да ние потврдиме таа документација дека навистина тој студент е кај нас дипломиран, затоа што кажав се во почетокот, нашите дипломи само со нострификација во странската држава без никаков проблем може да ја обавуваат таа дејност во која што дипломирале. Така што има голем број на успешни приказни. Ако ја следите нашата Facebook страна, Instagram страна, со тек на дневно, неделно ќе објавуваме успешни приказни на наши студенти кои што дипломирале на нашиот факултет, се вработиле, имаат успешна приказна за себе, како личен бизнис, кои што го започнали, го остваруваат, или се вработени во големи компании или мали компании кои што се задоволни и кои што се гордеат затоа што дипломирале на нашиот факултет и се гордеат со самата титула дипломиран земјоделски инженер агроном. Одлично. За да ги мотивираме уште повеќе сите оние кои што се уште не го направиле конечниот избор, еве ги покануваме да ја заследат и да си прочитаат некоја вистински успешна приказна која што можеби ќе им помогне да ја направат вистинската одлука и да го искористат овој втор уписен рок. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас за Посакувам поканата. да оди да расте таа кривата во уште понагорна линија и да допрва да дојдат подобрите години на Мора да вашиот веруваме во факултет. иднината
и во се подобри и подобри време. Така, ви благодарам уште еднаш и И јас сега ви благодарам. имаме некој прилог да најавиме, нели? Ви благодарам, да, и на двајцата што не запознавте со оваа тематика.